Фудбалскиот клуб Кул на 7, 8 и 9 овој месец беше домакин по 7 пат на меѓународниот турнир во фудбал Кул Куп 2024 година. За сите генерации од 2012 година па се до 2016 година. Повеќе за самиот турнир кој што се одржи овој месец, во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Наташа Ристевска, која е генерален секретар на овој фудбалски клуб. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и добро најдов и добро дојдовте вие на нашиот терен. Со оглед на тоа дека веќе помина самиот турнир, генерално кој е вашиот впечаток до сега? Значи турнирот како што напоменавте беше на 7, 8 и 9 септември. Помина во одлична организација, позитивни реакции, насмеани дечиња, многу позитивни искуства и од Скопје, од Република Македонија и надвор од Македонија имаме за самиот турнир. Каде надвор од Македонија? Ако не се лажам, видов дека има и од Србија исто така? Да, значи оваа година имавме гости од суседната Србија и суседна Бугарија. Иначе гости беа и наши клубови од Скопје и Република Македонија. Може ли да напоменеме кои беа победничките екипи и дали имаше нешто кое што следува за нив? Да, секако за победничките екипи имаше медали и пехар, бидејќи како што напоменавте од 2012 до 2016 генерација се надпреварува. Во сите генерации имаше прво, второ и трето место. Да ги напоменам, значи за 2012 беше прво место екипата на ФК Парк, второ место екипата на Фурца, трето место гостите од Србија Чукаречки, 2013 ФК Албарса прво место, второ ФК Чукаречки, трето Дрим Тим, 2014 првото место Тиквеш, второто ФК Фурца, третото Бутел, 15 ФК Парк прво место, ФК Фурца второ место, ФК Бутел трето место и 2016 најмалите, што прв пат се надпреваруваат на ваков турнир. Првото место го освои екипата на Фурца, второто екипата на Александро и трето екипата на Шкупи. Во однос на самиот турнир, нели се одржуваше на 7, 8 и 9, дали имаше голема посетеност на сите три датуми, имаше ли голема публика? Генерално каква беше сликата на самиот турнир? Значи турнирот беше посетен од премногу посетители, љубители на фудбалот. Имавме 80 екипи учесници, тоа значи околу 1100 играчи што настапија на фудбалските терени, а над 3000 публика која ги следеше надпреварите, желна за спортски настани. Не само за публиката, иако била голема, се разбира, подготовките се најважни за самиот турнир, за неговото одржување. Колку овој фудбалски клуб се подготвуваше? Колку време траа тие подготовки? Како изгледа, како тече? Значи, за подготовка на турнирот, 2 месеци унапред почнувавме со подготовка на терените, подготовка на со тоа што фирми, значи, требаше да обезбедиме за спонзорства на турнирот, покани кои се поделија за екипите. Така да 2 месеци интензивно се спремаше турнирот. Морам да напоменам дека во подготовката учествува над 30 на членови на клубот кои искрено го сакаат и постојано беа со нас. Голема благодарност за нив, бидејќи без нив немаше да можеме да успееме да го организираме вака како што беше турнирот. Сакам да напоменеме нешто општо и за фудбалскиот клуб Кул. Постои од 2007 година, започна со многу мал број на членови, но се повеќе и повеќе се зголемува. Колку точно членови брои сега фудбалскиот клуб, не знам дали напоменавме? Значи, моментално членуваат над 600 членови и во сабота на 28 септември го прославуваме 17-тиот роден ден на клубот. При самиот крај може да напоменаме и кои се следните чекори на фудбалскиот клуб? Значи, следните чекори, освен редовно што се одржуваат тренинзите на нашите локации на терените на ФК Кул, гостуваме на турнири во земјава и надвор од неа. Така да следен турнир ни е во Охрид на 10 октомври и во Хрватска на 17 октомври, каде што учествуваме со 3 генерации. Па можеме и потоа да го споделиме искуството и од Хрватска и од Охрид. Секако. Благодарам многу за одвоеното време и за овој преубав и интересен разговор. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека со внимание наслушавте, а се разбира, верувам дека ќе продолжите да наслушате со внимание со оглед на тоа дека секогаш имаме актуелни и интересни теми токму на лице место. Се гледаме утре во новото издание на Утринска на Телма.